на телефонска линија го имаме Стефан Петрушевски од Охрид, охриджанец и нормално дека член на АСП пак екипа од Охрид, финалист на турнирот во мал фудбал во Прилеп. Добро вечер. Добро вечер. Па тоа финале, јас што го кажувам сега, требаше вчера да се одигра, не се одигра поради оправдани причини. Па повелете, вие кои информации ги имате како член на екипава АСП пак од Охрид? Што се случи всушност? Имавме сообраќајка, дел од играчиве и так, потешка малце да речам сообраќајка, среќа сите сме здрави и живи, што е најбитно, материјална штета имате, ама тоа е ништо. На кое место се случи, на кој пат? Па кај Тополчани. Значи во близина на Тополчани? После Тополчани, така нешто. Аха. Со какво возило и колку мина беа во возилото? Па Форд беше. Значи автомобил? Да, наша беше Форд, тој што не удри беше Мерцедес. Значи се судрија две возила? Па да. Ние бевме покасно, дека бевме со 3 коли, ко стандард си тргуваме порано, за да не брзаме. Аха. И ние третава кола што бевме, веќе беше десеното. И така. Дојдовме тамо, беа удрен влезен таму. Значи по ударот во возилово од вашава екипа, каде што имаше 5 мина, патници, што се случи после со возилото? Па ништо. И што се случило, подобро да прашам, бидејќи ти не си директен сведок, туку она што ти е кажано го пренесуваш. Добро. Помоглило тој во нашава лента и за среќа свртил Дејан возеше, не е главен тамо во екипава. Добро. И према десно ги удрил страничто. И затоа и да мислам дека не да може да беше директно, ке беше многу полошо. Ние разбравме дека возилово се превртувало неколку пати. Да, 3-4 пати и скроз беше и странично застанато. Значи, голема среќа во несреќата. Точно, во секој е лошо и добро. Има ли некакви повреди или тие повреди се не се сериозни? Не так, да. Едниот има скршени зъби, шије на глата. Имаше и од овод стаклото, трчи. И малце некои повредени ногот, ама ништо страшно. И сите 5 мина беа префрлени во градската болница во Прилеп? Да. Тамо па после денес нормално се беа и овде на болница и така. Меѓутоа не представувале баш премногу долго таму, бејќи разбрав и видов всушност некоја фотографија каде што сте вие како екипа заедно со екипава противник во финалето што требаше да биде, заедно некаде на некоја средба во некој објект, ресторан, така нешто. Па нивниот спонзор и играчи дојде таму, не видеа во болница и после видеа дека сме сите добро и бевме на пијачка, се подруживме. Што е најбитно спортот, е тоа да се обединувам, да има дружба. Значи најважното сепак се одржа, не е најважно она што се мисли во моментот дека треба и да има борба за пехар, за награда и така натаму, туку дружбата, а дружбата сепак се случи. Да, тоа е најбитно. Значи, со прилепската екипа се викаше Теа Андреја Хајф кафе. Да, па таму бевме во Хајф кафе. Кога отприлика тоа се случи таа средба? Еден беше така нешто на полноќ. Кај полноќ некаде? Па така. И како беше дружењето? Одлично. Помина стресот и после малце се опуштивме и така. Добро, имаше некаква информација пред публиката, бејќи не знам дали знаете дека салата во каде што требаше да се одигра ова финале беше преполна во Прилеп. Салата од средниот општински училишен центар Ристески Ричко во Прилеп беше преполна, немаше место ниту за седење, ниту за стоење. Сигурно знаете дека беше одличен, прекрасен амбиент од публика. Па како финале сите претходни утакмици? Прилеп е фудбалски град. Посебно знаеме за малиот фудбал и го сакат спортот. Значи не ви изненади ништо со таа преполна публика? И
Соломна и игравме финале, или така нешто беше лани сигурно, прето не бев јас дел од екипа, знам и тоа што игра со истиве противници. Бевте во 2023 сигурно финалисти и тогаш на пенали се одлучи. Так, со те Андреа се истиде. Лани изгубивме исто финале, сега мислевме трета среќа, ама здрави жив година, повторно. Мислам дека се одлучи најправедно и најчесно ова финале да се прогласи, односно овој турнир да се прогласи со два тима победници. Тоа се Теа Андреа Хајф Кафе и АСП Пак. Значи и од Прилеп и од Охрид двете екипи се победници на овој турнир прогласени. Так. Најверојатно и се дели наградата. Па да, тоа е во втор план, ама сепак пала е многу. Мислам дека беше тој најправилно. И не сакавме да изиграме, ама тоа е, например, можеме беа во колата тројца, ама не е тоа. Играш фудбал, а мислиш на друго, така да здрави живи. Да, од тој аспект гледано никако не можеше да се одига тој надпревар. Така, нас нешто не спомна организаторите да ми дојдете, што е нормално за публиката и си плаќаат и карти и не сакаме да изиграме, а не може во таква состојба. Не е за фудбал денот и така. Меѓутоа и таа информација кога беше соопштена дека се прогласуваат двете екипи за победници беше со аплауз поздравена од цела публика. Так, видовме на видеото и не интересираше што се деси. И фала и многу и на цела публика. Так, тоа е најбитно, живи здрави што сме. Инаку вашава екипа АСП Пак Охрид од какви играчи е составена? Од кои клубови, од кои рангови? Има ли од прва лига, од втора лига? Од трета? Втора лига се игра тројца, Никола и Кипријан за Преспа. Играат Мишо што се судија и јас сум судија. Вие сте од судиска организација. Фудбалски суди. И уште се држите добро, играте фудбал, мал фудбал. Добро. Судија треба да се спремен. Зате од порано што си играме сега и судиме ние двајца. Од овде имат од регионов, Света Тројца, Црногорци, така се викат екипата. Во глобала сме тие. Пред се другари, па после не споја и фудбалот и така. Така и од повеќе места всушност, не сте само од Охрид. Да, имам и од Ресен. Так, од порано што си. Од Струга ми се чини имате. Дали имате од Струга? Па немат од Струга, не. Сега нема значи од Струга. Добро. Не, некој шо имало. Se ne, во глобала костураци се тие. Колко излезе некој помлад, пробиме да си го договориме што се викат и так. Ама пред се сите сме другари. Тоа е најбитно по после. Да, ми е фудбал нормално. Секој сака да победи. Да ни кажете наку со впечатоков за овој турнир од 12 декември почна, вчера еве заврши 28 декември. Кој е впечатокот, како помина овој турнир во Прилеп? Па супер. Топ турнир, супер атмосфера, организација одлична, суди одлични. Вие сигурно се познавате, комуницирате со овие суди што се на овој турнир. Па да, прилепчаниве. Да. Точно, комесар. Горан Спирковски тука. Спирката, да, ни е комесар. Владко Илиовски. Точно. Иле Смоквата. Смоквоски, точно. Иле Мишевски. Има повеќе. Да. Па и организацијава почнувајќи од Петре Илиовски, Бојата што го викаат. Да, татком. Тука е и записничката маса со Зоран Костовски. Зоки, точно. И да е контролер. Да, значи не е ништо случајно, се од искуство, се од нешто од порано почнато со занимавање. Так. По секој турнир се сакаат искусни луѓе, за да биде кој што требите. Мој впечаток е дека и да беше поголем објект, поголема сала ќе се преполнеше од публика, бидејќи Прилеп има две убави спортски сали, спортска сала Македонија и универзална сала. Да се надеваме дека в година ќе биде во некој поголем и да речем објект
наменет за тоа. Да, неколку кај се играше порано, има пред неколку години. Универзалната сала. Универзалната, памтам, не знам колку имат, 5-6 години имат сигурно. Сигурно има, да. Па се играше таму постено, па и тоаш бевме и на финалите гледавме. Беше полна сала. Сега се најавува нешто за спортска сала Македонија, таа е најголем затворен објект, како сала, и таму се имаат одржано турнири, па се надеваме дека е можно и тоа, да се пресели таму турнирот во сала која собира над 3000 гледачи. То по-голема сала, то по-убаво. Мислам дека за малиот фудбал Прилеп е број 1. Вие сигурно учествувате во повеќе градови како екипа? Па да. На повеќе места? Кичево, Струга, тука ни се турнираме, па игравме и на Сокол, сега и таму финали игравме ова година. И так, тие ни селово Бала, нашиве турнири од Охрид, Струга, поблиску, па колку имате квалитете, но име на страна. И да завршиме вака, биејќи сте сите живи и здрави, како што сите и сакаме, може ли да ве очекуваме во 2026 на турнирот во Прилеп пак да учествувате како АСП пак? Секако. Ова е еден од подобрите турнири, а се надеваме само здрави и живи да сме, година пак да се видиме. Благодарен поздрав и се најдобро. Поздрав.